Слава ти, Господе Исусе Христе, Татко, во името Исусово и денеска зборувен из мене. Во Марко 9:22 го имаме момчето обземено од демони, кое демоните го фрлаат во оган и во вода, знаете. И тој род се истерува само со пост и молитва. Ние имаме во Македонија наутро во 4 часот сабајле на разглас се шири верска порака. Видете, во Македонија има повеќе вери, например православието, католицизмот, протестантизмот се различни вери. Не се исти. Тие веруваат во едни адети, во едни обреди, прават едно, прават друго. И се критикуваат едни со други. Например, скоро беше денот кога им забрануваат да палат огнови на македонците кои сакаат да изразат својата народна обредна култура, внесена во христијанство, нели откако цар Константин го озаконил тоа, и сите тие обреди од неолитот и антиката се влезени во православието, оттаму ги превзеле католиците, му става и католичката вера, само им дале други имиња, и потоа се јавува протестантизмот, кој исто така си има своји правила, своји поделености, и тие им велат не палете огнови. Видете, не треба да им велите не палете огнови, треба да им го запалите огнот во срцето за Господ Исус Христос. Сега нивните им велат од истата вера, не палете огнови од православието, а денесеве, например, водици, не им велат не рипајте во реката, рипаат во реката, иако и тоа е антички адет. Орфеј ги крштевал во водата им простувал гревови, влегувале во реката на елеусинските мистерии, си простувале едни на други, и пеонците го фрлале царот во реката. Во тој случај треба главниот на заедницата да се фрли во реката. Ако го терате адетот дословно, тие го прилагодуваат тој адет, не им зборуваат за Исус, и потоа ве фрла во оган и во вода, и тој род се истерува само со пост и молитва. Им велат не рипајте, не фрлајте огнови, не палете огнови, а не им викате да не рипаат по реката. Да го фаќаат крстот, како некоја олимпијада или ракометно првенство кој ќе го фати крстот. Проблемот е што тие веруваат дека ако го фатиш крстот, дека тоа е христијанство, тоа е обредна практика, треба да ги донесеш до Исус, а пак сега не можеш ти од протестантска заедница ги критикуваш тие што рипаат и палат огнови, а ти си друга вера. Зошто не го критикуваш, например, тој што во 4 сабајле вика на разгласот? Знаете, тоа се тие состојби. Нема ништо лошо во палење огнови, рипање по реката, ако е тоа народна култура, како играње оро, пеење песни, па дури и преоблекување. Ако знаеш дека си ти христијанин, потоа ти ќе знаеш дали треба да го правиш тоа или не, дека обредните, телесните практики не те носат до Исус, туку само духовно единство. Ете, тоа е тој краток прилог. Во тој случај треба да се фрли главниот во реката, а ти ако си протестант, што го критикуваш православниот, зашто пали обреди, пали огнови и рипа во реката. И ти зошто го критикуваш од истата вера, од православието, македонската народна култура, зошто пали огнови, а му го тераш да рипа во реката, во водата. Видете, има еден стих кој вели: кој си ти што осудуваш тук слуга? Себе судете се во вашата заедница. Видете дали имате доволно сила, доволно светлина, да не треба луѓето да палат огнови, да рипаат во реката, за да се осветот, да се потврдат како христијани, туку да ја видат живата вода Исусова во вашето срце и распламтениот дух на Исусовата љубов. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Господи Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни, ја враќам Македонија во Твоја собственост, да ја измиеш со водна бања во Словото, со живата вода на вечниот дух, на љубовта на Таткото Небесен. Амин.